Европската унија не е задоволна од степенот со кој државата се справува со корупцијата. Пораката дојде од врвниот представник на ЕУ во земјава, амбасадорот Дейвид Гир. Острата изјава беше испорачена на работниот состанок за мониторинг на постигнувањата на институциите вклучени во справувањето со корупцијата. Гир побара и зајакнување на судските и капацитетите на обвинителството и држење на политиката настрана од нивната работа. Темпото на реформи во делот на владење на правото и борба против корупцијата останува разочарувачко. Во извештајот на Европската комисија има јасни насоки што треба да се прави и кои се приоритетите. Сите ги знаеме, но досега премалку е постигнато. Имаме ситуација во која одредени судски предмети се веќе застарени. Значи треба судството и обвинителството да постапуваат независно, без какви било политички притисоци за да се поврати довербата на јавноста. Многу е важно да се зајакнат ресурсите на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Ова е потребно за да се зголеми бројот на правосилни пресуди за корупција на високо ниво, вклучувајќи конфискација на незаконски стекнат имот. Слабостите ги призна и вице-премиерката за добро владење Славица Грковска, чија задача е меѓу другото да ги координира активностите меѓу државните органи во борбата против корупција. Критикуваше дел од институциите поради слабата имплементација на стратегијата за справување со корупцијата. За жал, последниот извештај на Државната комисија за пречување на корупција покажува на слаба реализација на стратегијата, што не би смело да се повтори. Сите овие сигнали јасно кажуваат дека секоја засегната институција мора сериозно да си го преземе својот дел од обврските и одговорностите и со целиот свој капацитет да се вложи во исполнување на својот дел од обврските кои што се превземени, меѓу другото заедно со секоја институција. Критиките на Брисел за слабите перформанси во борбата против корупцијата доаѓаат токму во период кога владата и мнозинството се под силен притисок поради договорот за коридорите 8 и 10Д со Бехтеленка, кој се смета за потенцијален ризик за корупција. И покрај реакциите на дел од јавноста, власта не отстапува. Коридорот 8 ќе почне да се гради и коридорот 8 ќе се изгради и коридорот 10Д. Така да сите оние кои што не сакаат да ја видат државата со модерна инфраструктура, кои што не сакаат државата да ја видат поврзана со земјите од регионот, кои што не сакаат да ја видат државата дел од Европската унија, за жал ќе мора да ги разочараме дека ќе има и коридор 8 и коридор 10Д. Но интересно е дека вице-премиерката Грковска, која ги предводи напорите на државата за справување со корупцијата, воопшто не била присутна на владината седница кога се разгледувал договорот со Бехтеленка. Не сум учествувала во управувачкиот кабинет, ниту сум била во управувачкиот комитет, ниту сум била дел од преговорите, не. Ниту сум била дел од преговорите, тоа го водел сосема друг состав на управувачки комитет и ниту пак бев во државата кога договорот се разгледувал на седница на влада. Сделката, која е најавено дека ќе тежи 1,3 милиарди евра, ја доби американско-турскиот конзорциум преку носење специјален закон во собранието со кој се заобиколи законот за јавни набавки. Дополнително, во собранието се туркаат измени и дополнување на дури 8 закони кои на Бехтеленка ќе му овозможат низа финансиски поволности. Истовремено, договорот од повеќе од 400 страници владата го класифицираше и на барање на изведувачот, иако парите што ќе ги добие Бехтеленка се од џебот на граѓаните. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.